Се уште е неизвестно дали и кога ќе стартува најавуваниот корона скрининг во основните и средните училишта. Министерката за образование Мила Царовска вели оти скринингот го координирало Министерството за здравство. И наскоро ќе биле соопштени повеќе детали. Министерството за образование е во координација со Министерството за здравство, кое што е надлежно за координација на овој процес, директно во негова надлежност. Во моментот кога институциите ќе имаат нови информации, јавноста ќе биде известена. Од Министерството за здравство без конкретен одговор кој ден ќе почне тестирањето на децата. Велат допрва се барало согласност од родителите. Се работи на креирање примероци во училиштата како и прибирање согласности од родителите, односно старателите за тестирање на децата. Трансмисијата во училиштата е многу мала, а со овој скрининг ќе утврдиме состојбата бидејќи многу често децата се и асимптоматски носители. Тестирањето ќе опфати 8200 ученици по случаен избор од регистарот на Е-дневникот. А за постапката ќе се бара согласност и од родителите. Предвидено е ковид скринингот да трае 5 дена. Ќе го спроведуваат мобилни екипи во рамките на училиштата, а се очекува дневно да бидат опфатени по околу 1600 ученици. Целта на овој скрининг според надлежните е да се добие податок за евентуална трансмисија на вирусот во училиштата. Лекарите пак се погласно коментираат дека еднократен скрининг по случаен избор нема да даде релевантни резултати. Апелираат да се врши скрининг по тиркот на западноевропските земји, каде учениците се тестираат барем еднаш седмично. 8200 тестови некои се најавија, нели, по рандом случаен избор. Како ќе биде тоа рандом и случаен избор кога вие мора да добиете согласност од родителите? И за да било каква значајност има тој резултат од тие тестирања, тие мора ад хок да се направат у еден ден, пример. Тоа не може да се дисперзира во неколку денови, па сега овој прифатил, па не прифатил. И крајно исто така ме интересира што податок ќе добиеме ние. Зборам со употребна вредност информација. Што? Само знаеме дека има дисперзија меѓу учениците, тоа не е спорно, гледаме на дневна база дека има случаи, ги гледаме во амбуланта ние тие лица. Инаку, првично министерот за здравство Филипче најави дека со скринингот ќе бидат опфатени околу 40 до 50.000 ученици, но сега се зборува за бројка од 8200, што е за 5 пати помалку. Во меѓувреме, според податоците на Министерството за образование и наука, досега во училиштата биле вакцинирани околу 75% од наставниците, додека настава од далечина следат околу 2% од учениците.